Добро вечер, почитувани гледачи. Посебно вие пред малите екрани што ќе следите оваа трибина, ви благодарам што се интересирате за овие теми и се надевам во надеж дека ќе ја пренесете понатаму, ќе ја споделите, ќе ја прокламирате и не само оваа трибина, него сите оние теми кои што се трудиме да кажеме и да направиме нешто добро за Македонија. Денешната, односно вечерашнава тема е системот убива, нема правда, нема мир, во наводници, или подобро кажано, дали системот убива. Сега, кога ќе речеме нема правда, нема мир, при тоа на оваа крилатица не мислам на она од шарената револуција, затоа што таа беше, како и повеќето други активности во таа така наречена шарена револуција, копирана, односно украдена од интернационалното здружение Black Lives Matter, односно и црните животи имаат важност. А од друга страна па тие ја имаат позаемено од француската буржуаска револуција, што значи дека таа е некој, кај знаме, 250-300 години стара идиом максима, која што до некаде е вистинита, значи да, на вистина, кога нема правда, нема и мир. И сега автоматски се наметнува прашањето дали кога дојде некаков каков таков мир, дојде правда. Одговорот сите го знаеме, дека настана уште поголема неправда, македонецот стана обесправен во сите сегменти и сите видови на репресија, до тоа да постане апартхейд во сопствената држава, да живе апартхейд во сопствената држава, да биде роб, бел роб на 21. век, да биде угнетуван од кого стигне, лажен, краден, подкрадуван и така натаму и така натаму. Меѓутоа, самата крилатица правда и мир, што во една крилатица, односно во една парола, каде што се состои правда и мир, е многу по-стара и многу по-оригинална, а таа е во суштина потекнува директно од нашиот Господ Исус Христос и од неговите проповеди. Значи, за оние кои што не читат Библија и кои што не се така поопатени, еве чисто само ќе назначам дека генерално Христос е Господ и учител на правдата. Тој не учи на правда и тој самиот е правда, меѓутоа тој е правда затоа што бескрајно милостлив, меѓутоа и бескрајно праведен и како таков неговата правда се поврзува со бескрајен мир. Затоа и велиме некој кој ќе почине Господ да го насели во Царството Небеско, односно да го насели помеѓу праведниците, каде што владее вечен мир. Сега, ова што нас не се случуваше и ова што се случува во светот, без разлика дали е француска буржуаска револуција, дали е Black Lives Matter, дали е револуции удири поврзани со Трамп во Америка, нема никаква врска ниту со мир, длабок мир во она сентенца на зборот, ниту има врска со правда, односно е директна неправда и директен немир, кој што ние го гледавме на улиците, подоцна гледавме апсења, тепања, ќотеци и секакви некакви такви, условно кажано, да не речам глобалистички, ама империалистички настани, односно кои што водат во една цел, односно конвергираат во една цел, а тоа е разнебитување на една држава, на еден народ, губење на неговиот бренд, на неговата историја, идентитет и така натаму, а тоа конкретно беше нашиот македонски народ и нашата македонска држава. Меѓутоа, да речеме дека овие револуции и овие типови од пароли, од типот на системот убива, најчесто се воведуваат со една желба за промена на системот. И сега да речеме ќе го водиме тоа од почетокот нас физиолошки запишан, еве да речеме, и врежан во меморијата, колективна меморија, е француската буржуаска револуција, која што под тој слоган системот мора да умре, многу сличен на овие денешниве слогани, системот мора да умре, односно системот е следен, веќе не сме ние следни, системот е следен, навистина успева да го убие системот или да го промени, така што монархијата, односно царството и кралството е заменето со република. И тоа е веќе сега една друга тема. Ние сме сакали исто како македонци под турското робство да се ослободиме и да го замениме, да ја замениме монархијата, односно султанатот, со нов систем. И сме сакали исто така, нашите револуционери сакале да
умре системот, односно да го заменат, за да настане некој друг систем република, ама ете не ни успело, републиката требала 12 дена и така натаму. Меѓутоа, најпрво да кажеме што е тоа систем. Во најопштиот смисол на зборот, систем е збир на вредности, синхронизирани и во рамнотежа. Колку толку во рамнотежа. Односно, кога станува збор за политички системи, најважно е да народот не гине, да не умира без врска, да нема побуни, бунтови, тепачки по улици и така натаму, да има колку толку некаква здравствена заштита, колку толку некакви плати, да има некаква синхронизираност со живот на граѓаните и така натаму. И тоа е веќе регулиран систем. Сега постојат повеќе системи и нивни подсистеми. Меѓутоа, двата најголеми, ова зборувам на светско ниво, значи двата најголеми системи се едниот е систем на морал и етика, а другиот е систем на материјал. Значи, системот на морал и етика е оној кој што е, условно кажано, идеализам, за основан на идеи. Како, например, Македонија на македонците, една таква идеја. Например, таква идеја е братство, единство. Например, пролетери свих земји, уедините се. И тој таквиот морал, и не само морал, него и етика, е тој кој што го држи системот, кој што држи државата. Колку е оправдана таа етика и тој морал, тоа е веќе друго прашање, меѓутоа другиот систем е систем материјален, односно материјализам, кој што систем е на база на најчесто е капитализам, меѓутоа има и некои други видови, империализам, фашизам и така натаму, кои што се на база на капитал и сега колку повеќе имате материјални вредности, толку се смета системот поуспешен. Без разлика што, например, ако ви се воспали завод и вие немате $10,000 да го поправите завод, може да умрете на улица или без разлика ако ве удри кола и ви се слоши, ако немате доволно пари да ве однесе брза помош да ве подигне, ќе умрете на улица, ќе ве прескокнуваат луѓето. Тоа не е важно, ништо друго не е важно, продуховување, духовност, да речеме интелект, ментал, сето тоа е помалку важно, секундарно може би терциерно. Примарно во тој систем е материјалот, односно материјализмот, и системот на моралот и етиката е најчесто поврзан со апсолутот, односно со некоја апсолутна вредност, и тоа е најчесто Бог, или во различни системи, например во муслиманските тоа е Аллах и така натаму, некој вишен ентитет кој што е најчесто апсолутен и кој што не може неговите пораки, неговите совети, неговите желби да се доведат под прашање. Сега за разлика од другите, од другава страна, материјалистичките системи, тие генерално се засновани на хуманизам, односно на човекот е во центарот на вредности, нашиот систем е тако, или да скратам со кратки зборови, тоа се вика секуларизам, односно кога државата е одвоена од црквата, од религијата или од било каков начин на општење. И во секуларизмот се знае дека човекот е прв, човекот е последен, човекот кажува, човекот пали, човекот гаси, кратко кажано, и во секуларизмот не се важни некој длабоки морал и етика, него едноставно важно е, да кажеме, полнењето и празнењето на цревата. Извинете на вулгарност, меѓутоа тоа е вака суштински. Сега има многу, овие најмалку 3000 години, овие два система се борат помеѓу себе. Уште од Вавилон, да речеме, се појавил материјалистички систем, кој што да кажеме, се залагал за материјалистички добра и тоа е директно поврзан со еволуционизмот и овие се карале меѓу себе, сигурно може би го знаете, ај ќе ви го кажам, пак има една шега, еден виц, кој што вели, некој професор држал предавање и вели, ние, вика, христијаните, веруваме, вика, во Бог и веруваме дека сме создадени по лик и подобие Божие. А овие, вика, атеисти, комунисти и сите материјалисти веруваат дека се настанати од мајмун, односно дека се развиен продуховен мајмун, тоа се мајмуноиди. Према тоа, вика, сметам дека не треба да се расправаме. Треба да им допуштиме тие да си бидат тоа што се мајмуноиди, ние да си бидеме тоа што сме. Сега, за разлика од нашава страна, условно кажано христијанската, каде што ние допуштаме мајмуноидите да си бидат мајмуноиди, тие не допуштаат. Тие сметаат дека треба системот да
тие го управуваат, го водат, го прават, и така натаму, и така натаму. И најчесто сметаат дека мајмунот е толку добро продуховен, дека може да едноставно со тоа што да речеме мајмунот ќе се развие толку добро да може да отиде на месечината или на Марс, еве сега што слушаме, тој ќе ги реши сите проблеми на земјата. Меѓутоа во исто време гледаме дека тие мајмуни или мајмуноиди продолжуваат меѓу себе да се напаѓаат, да се кинат, да се скубаат, да се уништуваат, да се раскинуваат, да се гаѓаат со измет, некој пат буквално мајмуниве, а некој пат малку развиените мајмуни фигуративно по медиуми и разни така натаму. За разлика од тоа, ние кои што сме создадени по лик и подобие Божие, кои што сме синови и ќерки на еднородниот Господ, не ни доликува нас, не ни доликува да бидеме пијани, да се караме, да се ваљаме пијани по улица и така натаму и така натаму. Меѓутоа, тоа е друга тема. Важно сакав со ова да доловам какви типови на системи има. Сега, бидејќи овие системи, за жал, ние сме ги пробали сите. Зошто велам за жал? Затоа што кога бил, да речеме, некој систем со јака идеологија, комунизм, некој пат не бил комунизам, ама еве бил самоуправување, пролетаријат, како да речеме, ние македонците не сме си поминале баш нешто многу убаво. Останала Македонија поделена, 3 дела од 4 поробени и така натаму и така натаму. После тоа се сменил системот. Ние како не сме сакале комунизам, сме сакале капитализам и во тој систем нешто не сме си поминале убаво. Кратко кажано, со промена на системите не си поминуваме многу убаво. Меѓутоа сега да видиме, ова системот убива, системот е следен. Што сака тоа авторот да каже, јас не можам да разберам. После ќе поразговараме, некој од вас ако разбира што сака да каже авторот или авторите, добро би било. Меѓутоа, треба да се води сметка дека авторите, покрај што голем дел од нив се поранешни шарени револуционери, покрај голем дел од нив што се буквално и физички, биолошки, синови на луѓето кои што го создава овој систем, и кои што секојдневно испливуваат слики како шмркаат кокаин, како се фиксаат хероин, како буквално лупаат разни глупости, најголем дел од учесниците на овие групи, протести, како да кажем, се нормални луѓе. Нормални луѓе, некои заведени дечки, изманипулирани заради нивната болка, заради нивната вистинска љубов кон другарчињата кои загинале, семејства, огорчени и така натаму и така натаму. И можеме да кажеме секој си плаче на свој гроб и ете тие луѓе успеале да победат некоја поборка. Јас баш се заинтересирав кои се тие луѓе, претежно таму беа многу млади луѓе, меѓутоа бидејќи гледам многу анкети, приметив дека таму се истите луѓе кои што не знаат зошто го славиме 11 октомври. Еве имаше пред некое време анкета зошто го славиме 11 октомври, си лупаат 9 од 10 одговори беа грешни, лупаат глупости невидени. Истиот таков одговор е на анкетата кој бил Волкашин. И сега прашува новинарот, знаете ли кој бил Волкашин? Тие прашуваат Волк, што Волк? Не можат да го изговорат името Волкашин. И после им се појаснува дека тоа е татко на крали Марко, ни чуле, ни виделе. Истите тие деца, верувајте ми, не знаат како доаѓа саламата во супермаркет. Сметаат дека саламата едноставно си се пакува во супермаркет, ја има на полица, одиш во Верос, ја зимаш, си правиш тост. Не знаат како доаѓа саламата во супермаркет, не знаат зашто славиме 11 октомври, не знаат кој е Волкашин, ама знаат дека треба системот да умре за да ти не бидеш следен, односно јас, ти, било кој од нас, да не биде следен, за да не умре, треба системот да се смени. На прв момент, вака делува многу импресивно и многу јака длабока идеја, зашто секој здраворазумски човек ќе си каже, чекај да видиме кој е овој систем сега. Овој систем е северно. И се ако се смени системот, ако умре системот, ја шо имам да изгубам? Северна ќе ја изгубам. Ќе изгубам нацијата коса црта. Ќе изгубам тоа што веќе не сум македонец, а сум граѓанин на Северна. Ќе изгубам тоа што нема никаков критериум, ќе го изгубам судството со 0,2%, 0,5% доверба. Ќе изгубам инфлацијата галопирачка од 15%, што ќе изгубам?
Тоа е нека умре системот, сите срекни, весели ќе бидеме, односно, тоа е, нели, фигуративно кажано, да умре системот е следен, односно, дај станете луѓе, излезете сите, да го урнеме системот, за да дојде што? Тука е прашањето за $1.000.000, може и за $1.000.000. Кога ќе се урне системот, што ќе дојде? Значи, системот, минатиот пат, кога го урна, јас не сметам дека го урна, затоа што последно реално уривање на системот беше Југославија. Во Југославија си имаше некаков каков таков систем и тој систем беше солиден, можем да кажем. Јас сум бил многу мал сега, не се сеќам, меѓутоа по читање, по историја и по сведоштво на живи луѓе, некој велат дека тој систем бил најдобар што на македонците воопшто им се случил. Дали е тоа така, оставам секој сам да си процени. Меѓутоа, имало некаков таков систем и тој систем не бил ни комунизам, не бил ни социјализам, бил така наречен самоуправување. И во тоа самоуправување нас не ни се допаднало сами да се управуваме, сме сакале некој друг да не управува. И настанала промена на системот и условно кажано, од социјализам настанал капитализам. Ако можеме да го наречеме капитализам. И сега имало некаков каков таков систем и тој систем се покажало дека не е баш функционален како таков стар традиционален капитализам, во кој што поединецот работи толку колку што може, ќе заработи толку што има, колку ќе го понуди своето заработено на пазарот на трудот и воопшто на пазарот, и таму ќе настане размена на пари и добра, и секој ќе си добие според работата, според заслуженото. Сето тоа е супер, само што во тој систем сите сакале, мислеле дека и супер ќе стане капитализам и сите ќе бидеме капиталисти. Не водејќи сметка дека за еден капиталист треба од 100 до 1000 закрепостени работници, закрепостени селани кои што го обслужуваат. Тој станува се побогат, тие стануваат се посиромашни и, да скратам, бидејќи тој систем не ни функционирал, ние сме решиле да изградиме систем либерален или подобро речено неолиберален, во кој што ЕУ ќе не храни, НАТО ќе не брани, само по себе тоа е утопија, како што веќе и малите деца знаат дека е тоа утопија, утописки систем не може да функционира. Меѓутоа, ние добри 30-35 години сме се заложиле за тој систем, ЕУ ќе не рани, НАТО ќе не брани и како така некако го буткаме системот. И сега, пак да се вратам на прашањето за $1.000.000, системот е следен. Како? Како се руши систем? Во Југославија видовме како се сруши систем. Во Либија видовме. Например, се сеќавам како денес кога почнаа протестите во Либија, имаше транспаренти, систем кил, Гадафи еднакво на систем, системот да се сруши и во Либија, за разлика од нашава шарена револуција, во која што само се сменија Курто и Мурто, односно се сменија играчите, ништо суштинско не се смени, системот се остана ист. Во Либија навистина се смени системот. Од еден, условно кажано, прогресивен муслимански социјализам, или условно кажано родов социјализам, дојде племенско општество, дојде, не знам, камено време, како да кажем. И таму се продаваат робови на пазар, се сече рака со мачета и така натаму и така натаму. И сега тоа е реална промена на систем. Јас до сега, колку што знам, и се интересирам за овие теми, ги проучувам многу. Не сум прочитал негде да настане промена на систем, а да не биде крвава. Најблаго речено да биде со револуција. Да паднат стотици, илјадници глави, милион жртви, да има, да се колат луѓе, поготово во наши услови, најверојатно таа револуција би прераснала во граѓанска војна, а таа граѓанска војна во цивилна, во која што цивили ќе се колат со мачети, со ножеви по улица, во недостаток на оружје. И сега не знам дали овие деца некој застанува да им објасни, да им каже дека систем не се убива така лесно. Ај сега земи ќе го убиеме систем. Така ли се убива систем? Првата работа е таа, а втората работа е ако така лесно не се убива систем, кој е чарето? И јас бидејќи пред добри 4-5 години, бидејќи многу ме прашува, добро, кој сега кажувате вие, што кажувате, си филозофирате, се правите дрвени адвокати, кој како го доживува, нели?
Меѓутоа не нудите решение. И од тогаш решив на секоја тема, на секој конкретно да го понудам барем моето видување, ако не предлог решение. А моето предлог решение е дека ако сакаме да го промениме системот, ние треба тоа да го направиме паметно и по системна постепеност. Да се инфилтрираме во системот, без револуција, без крв, без жртви, да го приначиме системот во тоа да работи за спас на граѓаните. Односно, системот да работи за единствената работа за која што е наменет. Затоа што, да истакнеме, и тоа е многу важно, мислев дека се подразбирам, а некои луѓе не го разбират. Значи, тоа што го викаме систем, тоа е државен систем, односно државата. Основна работа на државата е да обезбеди добар и подобар живот, услови за квалитет на живот, на сопствената нација. Ако нашата нација е доведена под прашање, некој дури смело, храбро, велат дека нацијата нас не уништена, дека македонска нација веќе не постои. Ако нас нацијата ни е уништена, и ако нацијата нас де факто и де јуре ни е коса црта, тогаш се наметнува прашањето системот за што служи. И некој тука ќе рече, па добро, служи за народот, ај за македонскиот народ. Служи, што би рекол Мицковски, за народите на мојата земја. И тука автоматски се постава прашањето, дали веќе ние од внатре го менуваме системот? Дали овој систем не е систем на унитарна Република Македонија, него е систем на федеративна, конфедеративна, инспиративна, не знам каква Северна Република Македонија. Ако нема еден народ и нема една нација, како што е во цела Европа, а има многу народи, многу јазици, дива двојазичност, тогаш треба да се размисли дали треба да се менува системот. И еве, ако заклучиме дека да, треба да се менува системот, јавно ги прашувам сите, размислете, имате време до објавата на ова емисија, размислете како да го смениме системот. Или, најверојатно, ако не успееме да го смениме системот, ќе дојде до ситуација системот да си остане ист, зараѓан, дисторзиран, да пука по сите шавови, нефункционален, само да се сменат, да тоне се подлабоко како во жива кал, а само ќе се сменат водечките фигури на системот и водечките фигури на системот да бидат, до сега бил Фрчко, сега да биде син му на Фрчко. До сега бил Бучко, сега да биде син му на Бучко. До сега била Шекеринска, сега да биде снајна Шекеринска. Буквално истите личности, истите фигури, кои што 35 години, што би рекол Ламди Бајрам, мами е на Македонија. Ако е тоа целта, не благодарам. Јас не би ги менувал Курто и Мурто постојано во континуитет од 35 години. Јас сум за квалитетна промена на системот, со тоа што водете сметка дека систем многу тешко се гради, држава многу тешко се гради, затоа ќе речам државен систем, и од 1100-1200 народи, а 5000 родови на планетата Земја, само 198 успеале да изградат систем и држава. Има некои кои што се по 25 милиона, има некои кои што се по 17-16 милиона, како, например, курдите, палестинците, кои што не успеале да изградат државен систем. Затоа не треба да се игра играчки со тоа. Треба добро да се размисли како да се донесат квалитетни луѓе на позиција да го управуваат, да го ревидираат и да го оправат колку можат системот, а ако системот како таков нас не ни се допаѓа, затоа што е секуларен, затоа што е безбожен, затоа што е, хајде да не речем сатанистички, ама еве луциферијански, и некој ќе се сложи со мене дека е тоа така, некој ќе рече шо зборува бе глупости, нема врска, добар си е системот. Ако решиме да го менуваме системот, би било логично да го менуваме кон подобро. За мене, според моје скромно мислење, што е подобро? Подобро е, например, теократија. Дали може Македонија да постане теократија? Најверојатно не. Нема дури ни теоретски шанси. Дали може Македонија да постане монархија со миропомазан цар? Најверојатно никако.
Дали може Македонија да постане, како што залагаат народите на Македонија, федерација, например. Федерација на македонските делови од Епир, Албанија, од Бугарија, Пиринска, од Грција, Беломорска Македонија, и да стане Македонија, стварна федерација. Тоа е некој нов систем, да го смениме системот. Во рамките на ЕУ. Може ли? Да видим искрени, нема шанси да се смени системот, едино што може да се смени тоа е Курто Мурто, и тоа Курто да се смени само после 7 месеци со Мурто, кој што да речеме ние многу често, поготово ние кои што сме националисти, фундаменталисти, суверенисти, кој како, нели? Сметаме дека Курто и Мурто се исто и дека тие се така исто прават, исто крадат, исто лажат, сите криминали исто ги прават, заедно ги прават. Меѓутоа, за волја на вистината, Мурто, под Мурто го подразбирам кланот на Муртино, е многу поопасен во овие крајно извитоперените, како да речем, ЕУ и НАТО иницијативи, или неолиберални, да не речам сатанистички и ЛГБТ, од тој аспект не само што е опасен по државата, не само што е опасен по народот, опасен е по уште неродените деца, опасен е по душите, опасен е по душите и телата на нашите деца уште неродени и на нашите предци кои што крв полукале по планини за оваа Македонија. Затоа во тој дел, да речеме, не би брзал во промена на Курто со Мурто, и тоа за само 7 месеци. Затоа што со тој систем тонеме од лошо на полошо, како што реков, како во жива кал. Затоа да го помолиме Бога да ни помогне колку толку да си ја сочуваме државичката, колку толку да ја возобновиме нацијата, да можеме да продолжиме, затоа што за се нешто треба критична маса. Дури и за да го помолиме Бога, треба систем. Тој систем се вика црква, има организација за тоа. Дури и за да, не знам, сега вака да снимиме овде една трибина со 10, со 20 луѓе, треба организација, многу голема организација. И повторно треба критична маса. Може да замислите колкава критична маса треба за да ние, не знам, си ја возобновиме нацијата или за да си го вратиме името. Тоа треба страшно голема критична маса која што е многу добро организирана и која што е многу сплотена меѓу себе во еден дух, што велам јас долго време луѓе треба да се заимаме, да знаеме кој со кого прави муавет, кој која слава ја слави, кој кога му е имен ден, да си дојдеме, да се посетиме, да се видиме, непосредно и физички, со физички контакт, наместо со социјални мрежи кои што се во суштина крајно асоцијални. И тоа е тоа. Тоа е желбата на Родина. Родина како организација на македонскиот народ, а не Родина како и вие сакате само фотелја, сакате да се сместите у фотелја. Не, ништо не сакаме. Не сакаме да се сместиме у фотелја, не сакаме да лапаме буџетски пари, си имаме свој слава му на Бога. Не, ништо не сакаме. Само сакаме возобнова на македонската нација, сакаме враќање на македонското име, идентитет, историја и се она како што е нормално, релативно нормално во овој ненормален свет. Извинете ако бев малку опширен, ви благодарам за вниманието. Повелете ако имате некоја констатација, прашање, дополнување, исклучително би го ценел. Јас сум Зоран Јованчев, член на председателството на Родина Македонија. Томче имаше одлично излагање за системот. Ја би го дал своето видување, веќе кога сакаме да менуваме систем треба да се промени со нов систем, што е сосема логично. Бидејќи поединецот не може да го промени системот, но системот може да го промени поединецот. Многу често ке нас, јас сум пример на таков човек кој што од 91 на улиците за Македонија, кој што мислел дека од улица ќе го промени системот, кој што бил на сите можни протести, претежно за Македонија, не за вие шарениеве што се организираат од надвор, и да дојдеме до една критична точка. За мене беше тоа 27 април, каде што беше предадена народната волја
од страна на владеачката партија, која што 10 години во суштина владееше со државата, нели? И самата ги отвори вратите од собранието за да може да пропадне тоа народно незадоволство и таа народна волја, да се жртвуваат невини луѓе со енормни казни под едно, да кажеме, сулудо обвинение за тероризам, а тоа се во суштина уставобранители, за да се спаси на крај криминалот и денеска синовите на криминалците да го откупуваат имотот на запленетиот имот на нивните татковци. Една абсурдна ситуација. И сега тука, ако добро размислиме, еве од филозофски аспект, во универзумот постојат две сили, тоа се силите на хаосот и силите на создавањето, креацијата. Значи, и во најсовршениот систем имате точка на хаос. Во најсовршените системи. Најсовршени системи се тие што најдолго траат во суштина. Ние во Македонија имаме собствен личен пример на таков систем, тоа е античка Македонија, која што траела 6-7 века. И наместо да ја анализираме нејзината поставеност, како успеале они 7 века да одржаваат еден систем, ние се фатипе за најглупиот систем, неолиберална демократија, каде што најглупите водат. Најглупите водат и сега сме на ивица на Трета светска војна. И во тој најдобар ред, значи, таа точка на хаос ќе предизвика повторно комплетен, нели, хаос. И во најголемиот хаос имате точка на ред. Точката на ред може да биде воспоставена од надвор, надворешни системи, може да биде поставен од криминалци од дома, од пирати, може од секого. Не е важно кој го поставува тој систем, врз него ќе се изгради целото општество. И имате такви примери низ светот, некој иде во позитивен правец, некој во негативен, некој иде во национал социализам, во фашизам, има X патеки по кои што може да се тргне. Нашето искуство со шарената револуција, но искуството од 27 април покажува дека двата системи ДПМН и СДС ја злоупотребуваат народната волја за заштита на сопствениот криминал. Не случајно Катица Јанева беше избрана како консензуален кандидат, нели, фронтменот на шарената револуција, но воедно и консензуален кандидат на ВМРО ДПМН. Они го прифатија и тие два системи многу добро знаат зашто поставуваат такви луѓе за да се крене новиот систем, за да не се успее, односно да се спаси криминалот и на двете партии, кои што годишно надминува веќе 1 милиарда евра. Значи целата игра и целиот театар е да се заштити тој криминал. Ние денеска гледате како се случува ова спроведување на правдата. Баш денеска имаше еден случај кој што човек чека правда 3 години за своето прегазено дете на пешачки. 3 години он чека правда на еден чист случај за прегазено дете на пешачки. Значи нема правда, нема мир. Нема правда, нема мир. Има шанса, нели, со правда и мир. Мислам, дојдовме до степен вазелин ние да им купуваме за да може они да ги прават тие работи што ги прават од буџетот на Република Македонија. Значи тоа влезе под ставката на буџет. Лубриканти. Пазите која абсурдна ситуација. Понатаму промена на полот на детето, повторно ние да го финансираме една изветоперена идеологија и така натаму и така натаму. Извини, заки што е еуфемизам, а во пракса за многу луѓе што не знаат, би требало да знаат дека промена значи кастрација фактички. Така, тоа е малолетно дете да го кастрираш, било хемиски, било физички. И благодарение на еден друг систем на кој што е репрезент и самата родина, ние успеавме да го спречиме тој закон за зацкриен за родовата еднаквост. А кога ќе подкопнете малце во тој закон, гледате дека таму една диктатура на неолибералниот фашизам треба да се спроведе, каде што на децата од мала возраст ќе им се даде право да го изберат својот род. Во суштина не е тоа род, род си е сосема друго значење кај нас, својата сексуална определеност која што од Бога му е дадено. Значи, живееме во еден хаос каде што уривањето на системот носи уште полоша опција, тоа ние го осетивме на собствена кожа, нели, со шарената револуција и видовме дека исти такви револуции се спроведува во Украина. Денеска, например, Украина ви е пример како
како една држава, кога ќе промени систем на полошо, на која точка стигнува. Паш пред некој ден ги гледав огромните парцели нови во Украина, тоа не се парцели за странски инвестиции, иако е тоа сето странска инвестиција, не се ниту фабрики, ниту ништо, тоа се гробиште на млади луѓе, непрегледни, каде што животите ги даваат за една идеологија која што и не е идеологија, туку е, што вика Томче, класичен сатанизам, жртвување на млади луѓе за една идеја која што и во минатото донела многу зло на човештвото. И јас се согласувам со Томче кога кажуваме дека е пресериозна работата кога треба да се менува систем. И систем не може да се промени од улица, ниту може да се промени со флоскули и пароли. Систем се менува со воспоставување на систем на организирање кој што ќе биде промена прво на локално ниво, односно на микро ниво, ти треба да покажеш како ќе изгледа тој систем за да може подоцна да прерасне и во државен систем кој што на нас не е и како потребен. И затоа протестот е сосема легитимна алатка на народот за да се спротистави на одредени действија, но за промена систем треба многу внимателно и треба секој сериозно да си ја свати работата и да почне да биде припадник на организација достојна на неговиот личен вредносен систем. Затоа што добар и чесен човек, верувајте, денеска не би седел ниту во СДС, ниту во ДПМН. После сето тоа што го направи, ние сме пример, јас сум бил член на ДПМН, неактивен, бидејќи мојот фокус не бил политиката, сосема друга област е. Откако се случи 27 април, ја дефинитивно завршив било каква надеж дека овој систем може нешто добро да донесе. Мене на некои луѓе и многу порано им текнало, морам да признам. Се доека на критична маса на луѓе не им текне дека токму тие две партии се изворот на деформација во системот, во Македонија нема се случи никаква промена и се доека се примаат пари од западни центри, никогаш промена нема да има во Република Македонија, бидејќи тие пари се проклети пари и тие пари може да донесат само уште полошо за Република Македонија. Не може некој да се грижи за мојата земја, за нашата земја повеќе од нас. Не може некои странци со изветоперени идеи да имат подобра идеја за нашата Македонија, самите македонци. Тука ние мораме да од некои основни премиси да почнеме, за да почнеме на позитивно да го менуваме тој систем. И многу е важно по мене, изучувајќи историјата и познавајќи историјата на нашиот народ, неуспешното Илинденско востање, кој што е кренато од центар во Софија, кој што е германски центар во Софија, за да може нашата татковина се подели на 3 дела. Многу е важно сите системски промени да имаат геополитички момент. Ако не го погодите геополитичкиот момент, како мала држава, секоја промена што ќе го направиме на локално ниво, надвор може да биде урната, дали со бомби, дали со некои ликвидација и така натаму, секогаш тоа се случува. Затоа треба паметни, умни луѓе, македонци, да кажеме, по дух и мисла, и чисти, и со морална вертикала. Многу важно е тоа да бидат луѓе што веруваат и во Бога, затоа што најдоброто скротување на овој див материјализам е познавањето на Божите закони и верувањето во Бога. Ете, ние си имаме прекрасна религија, тоа е православното христијанство, кое што треба да биде еден од темелите на нашата државност. Мене ме радува што Русија и Руската Федерација како еден од столбовите токму православното христијанство веќе го вградуваат во државата и тоа е еден убав пример што треба и ние да го следиме. Ете го меѓу друго и природниот пријател, или стратешки на кого треба да се подпреме. И Родина е една од ретките кој што не верува во ова евроатлантско лудило и кој што ја кажува вистината години и години. И за мене е еден од најродолюбивите моменти на денешницава не е фаќање пушка, зашто ако фатиш пушка и дрон може да туте па и нема ништо да направиш, туку говорење на вистината јавно, јасно и гласно, за да може да се прочисти информационото поле на македонската нација од манипулациите
кои што се добро припремени, кои што го држат нашиот народ во пранги. Значи, пред се да почнеме од системот на вистината, а после ќе си дојдеме ние до државниот систем. Се доека се владеат манипулативните системи од надвор добро подготвени со инженери за социјален инженеринг, еве пред некој ден видовме снимка како од Србија ги советуваат нашите протестанти што и како да се однесуваат. Видите, не ги обвинувам ја тие деца, постои револт кај нив, тој револт треба некако да излезе и така натаму, но треба да бидеме одговорни и внимателни. Значи, промената на македонскиот систем е врскан само на македонците и на никој друг. Значи, каков систем ние дома во Македонија сакаме, тоа треба да се размисли добро. Имаме умни глави, тие треба да се охрабрат, треба да почнат јавно да говорат, да бидат малку поактивни, не само со пишување на колумни. Македонската академија на науките и уметностите, ќе ја спомнам кој што треба да биде изворот од каде што ќе ни доаѓаат новите политички концепти, геополитички концепти и така натаму, а не само како треба и како е ово или како е оној. Родина Македонија е еден пример на ново политичко организирање, нов систем каде што колективот одлучува, а одземена е силата на единката. Кај нас единката е во вредност само кога со колективот ќе се договори. Кај нас секое одлучување колективно. Така да тоа се покажало во овие 4 години по неколкуте обиди за рушење на родина како круцијално важно, затоа што ние тргнавме од првата константа дека организацијата ја превземаат преку тој кој ја владе, преку председателот. Ако тој успеат да го дезавуираат или да ти го подметнат, тогаш цела организација иде во погрешен правец. Тоа се покажало и во минатото со историското ВМРО, се покажува и денеска со конкретниот политички систем, и учејќи ги токму тие грешки од историјата, денешниот начин на организирање ние го поставивме така да колективот е пред се поважен од единката, но единката секако треба да научи да живее и да работи не само за себе, туку и за колективот. Тоа е нешто што му фали на македонецот денеска. Гледам дека е премногу егоцентричен, дека се гледа само себе и заборава на припадноста и на нацијата и на народот, но и припадноста кон државата, па државичево го вика проклето, што побрзо избегајте од овде и така натаму и така натаму. Државичево ве порасна, не порасна. Државичево леп ни даде. Државичево ни го даде најубавиот јазик, фолклор, песни и така натаму. Треба помалку со таа негативна енергија кон државата, а малку повеќе да се враќа на државата во позитивен правец. И еве таа трагедија во Кочани ни даде два моменти, трулоста на системот, на еден друг момент, дека во нашиот народ постојат силни поединци, луѓе кои што се спремни во оган да влезе за да спасат живот. Тоа се карактеристики на еден благороден народ, и токму врз тие луѓе ние треба да го изградиме системот. Токму врз тие луѓе. Не е врз демагозиве од двава система кои што сега келоват портери и трети, четврти ешелон на власт, и шанкери, да, и овие, како ги викаат, обезбедувањето и не знам што. Еве денеска пред да стигнам тука на трибината, прочитав после 2 недели, јас знам јаловината што се истори во Крива река, денеска разбрав дека цијанид во суштина е излеано во Крива река после 2 недели. Во Крива Паланка. После 2 недели. Луѓето било изложени на цијанид. 2 недели има поминато. Во Крива Паланка гледав податоци каде цели фамилии се вработени во суд, во општинските и државните организации. Фамилии, снаи, браќа, сестри и така натаму. И тоа од владеачката партија. Значи, владеачката партија малку нека намали сотровот кон левица, па и кон нас, знам дека доста не супресира за да не излеземе во јавност, малку да се фокусира на себе и да си ги прочисти редовите. Знам дека сега е од позиција на сила и дека ја имаат власта, но да знаете дека све е менливо, тркалото се врти. Тркалото се врти и
вие секако ќе имате поддршка ако влезете во таа промена и позитивно е за нашата нација и нашата држава вие да влезете во внатрешни промени. И ние тој го промовираме. Не велиме ние дека родина само е спасот. Спасот е секоја организација што ќе влезе во внатрешни промени и ќе покаже поинако вредносен систем. Тоа може да се случи со СДС, мада таму шансите се најмали, но секако може да се јави таму некој паметно дете и да направи позитивни промени, секако постои таа шанса. Ние како родина секогаш се трудиме тоа да биде, да го дадеме тој позитивен пример и гледаме да не злоупотребуваме таги, тешки судбини и така натаму. Една организација во која што е всаден и христијанскиот дух и македонските карактеристики. И мислам дека треба полека целиот народ на вистина да го добие тоа национално чувство дека ние сакаме држава и дека сите заедно ако помогнеме, тоа повторно го покаже и трагедијата во Кочани, каде што тој Емил Настан после тоа луѓе само жртви направија за да се спасат што повеќе, но и самиот начин на кој што се згрижија повредените е еден добар пример како треба да функционира државата, да спречиме идни такви трагедии и сите да се фокусираме во создавање на систем, а не во создавање на хаос и во служење на туги интереси и меѓусебно вечно напаѓање, вие повеќе крадевте, ние помалку крадевме, 903-та, 41-та, 45-та, 91-та и така натаму. Историјата е добра само за да се научат грешките. А напред си оди и сознање, технологија, квалитет и тоа се знае кои се тие системи на меритократија, кои што веќе полека се применуваат и во Соединетите Американски држави, една држава која беше водена од еден сенилен старец и една луда секта. Не знам што ќе направат таму, тоа е нивна работа, но истиот систем денеска владее во Кина, каде што има препорот, Русија и така натаму и во други држави. Зошто тоа истото ние да не го примениме тука, најдобрите македонци да ги ставиме на позиции и полека да го средуваме системот на еден паметен, интелигентен начин, затоа што оној другиот начин средување на систем е воган и во војна. Тоа треба интелигентно битие да го избегне. А ние сме идеално на таа линија и затоа мислам дека треба многу добро тука да се крене гласот, да се соочиме со реалноста и да се фатиме за работа. Тоа е важно. Молитва и мотик. Ви благодарам. Како резиме, само ако може да довршиме за ова, пошто малку заборавив да кажам, ама не само што заборавив, него едноставно ми е дегутантно да разговараме за жртвите и генерално дека тие фактички не побудија цела нација, да ние се освестиме, као се освестивме, дека системот не убива. А всушност требаше да сватиме многу одамна, може би уште негде од 2016-2017 година, дека терорист е оној кој што тероризира поголема група на луѓе. Терорист е оној кој што ќе запали објект во кој што ќе изгорат некој. Било дали тоа го прави намерно, ненамерно, со одредена доза на предпазливост, со поголема доза на непредпазливост, од непредпазливост го предизвикал, неважно. Меѓутоа исто така терорист е оној кој што повикува на уривање на систем, државен систем. Значи, што е тоа ако не е повик на уривање државен систем, системот е следен, системот не убива нас, за да тебе не те убие, да го убиеме системот. Тоа не е рушење на државниот поредок. Значи, тоа е тероризам. Тероризам не е два шамара на некој што му удриле браќата уставопранители, и тоа прашање дали му удриле, пошто нема снимки, не знам. Му удриле два шамара или некој старец таму 80 годишен што е искубал малку шекеринска за коса. Тоа не е тероризам. Не е тероризам ако пееш песна во просториите на собранието, затоа што името на собранието е народно собрание, значи тоа му припаѓа на народот. А точно тероризам е
ако извршиш промена на државата, на уставниот поредок, неовластено, и да се вратиме за да не испадне како буквално како по Христовите зборови, проклети сте вие лицемери кои што камилата ја проголтувате, а комарецот го цедите за маст. Ние тоа како држава зборам ние. Го правиме тоа, комарецот го цедиме за маст, какви биле прескалките, како имало ПП апарати, имало 3, требало да има 10, не знам сега како беше, некои глупости, ситни детали крај, може да се битни. Ама во однос на тоа, што пироманите, кои што ја запалија Македонија, изгореа македонската нација и го променија името, идентитетот, си градат хотели во Дубај. Значи, да резимираме со еден конкретен заклучок и никому ништо што е најважно, никој не одговара. Нити овие терористи што маваа со боја што ја запалија канцеларијата на председателот, нити овие терористи сега што повикуваат да се убие државниот систем, нити овие терористи што физички растура, физички активни, делотворни терористи, со динамит, во воздух манастир, за столбовите врзани луѓе, хотел во воздух, разнеси ги луѓето, земи вжештен нож, ужари го, напиши мучека на грбот, одери им ја кожата на живи луѓе. Тие не се терористи, тие не одговараат. Тие се борци за човекови права. Тој систем ние треба да го смениме. А систем се менува тој систем на неказнивост. Значи, во нашиот систем, како што реков, има не само во нашиот, во секој систем има подсистеми. Тој подсистем на неказнивост за тероризам, неказнивост за велепредавство, неказнивост за врховни злодела, неказнивост за војни криминали, неказнивост за зеленаштво, за војно профитерство, од типот на Бучковски што продаваше тенкови, делови, гасеници, што таму. Значи, тој тип на тероризам, државен тероризам, атентат на еден председател, атентат на друг председател, ни трак, ни глас. Тој тероризам ние треба да го промениме и конкретно да стане јасно во држава што е тероризам, што не е тероризам. И систем се менува само со антисистем. Тоа запамтете. Систем се менува само со антисистем. Кога велам антисистем, не е тоа нужно нешто дека е негативно. Анти не значи против. Анти значи наместо. Како што имате, например, антихрист. Антихрист е наместо Христос. Он ќе дојде, ќе се представи како Месија. И така велат светите отци, дека ќе го прифати народот, наместо Христос. Така и треба да, ако веќе сакате, јас, например, не сакам да менувам систем, јас сакам да го подобрам системот однатре. Затоа што, внимавајте, овој систем сега што го имаме, ваков, таков, некој ќе рече никаков, е демократија. Во демократија за секој има место. И за тој кој што е либерал, и за тој кој што е фундаменталист, и за тој кој што е националист, и за тој кој што е интернационалист. Каква таква, во суштина никаква, ама демократијата е најдоброто нешто што го имаме. Сега кажете, ако ние решиме да ја менуваме, да го менуваме системот демократијата, ќе ја смениме. Со кој систем? Имаме ли ние подготвено теократија? Систем во кој што ќе управува некој во име на Бога? Немаме. Имаме ли подготвено ние меритократија? Немаме. Имаме ли, сега некој ќе рече, имаме бе подготвено, што знам, комунизам. Ако левица се комунизам, не знам, треба нив да ги прашате. Ама најверојатно и тоа го немаме подготвено. Затоа што тие самите не знаат, некои велат дека се комунисти, други велат дека се социјалисти, трети велат дека се пролетери. Еве да речеме дека имаме ние изграден систем пролетеријат. И дека пролетеријатот треба да го замени неолибералната демократија. Имаме ли подготвено? Додека не подготвиме систем, треба со мали чекори. Наместо ние непроодени, уште не сме проодени како народ, како бебиња лазиме. Непроодени сакаме да трчаме маратон. Тоа би било. Ви благодарам.